А сега се селиме во нашето студио 83, каде го имаме Мартин 99, кои со својот гостин денеска ќе разговараат на темата стрес. Да погледнеме. Добро вечер. Точно знам дека скоро па сите сте под стрес, иако ја изгледам вака насмеано, не насмевката ми е во опис на работно место, длабоко во мене нормално дека и јас сум под стрес. Уствари, знам еден човек кој што не е под стрес. Сара. Сара, добро вечер. Добро вечер. Дали е точно дека не си под стрес и дали знаат точно каде си? Знаат каде сум, но не сум под стрес. Добро. Ајде вака да разговараме малку. Што е стрес? Тоа е премногу обврски, немање доволно време и немање енергија во телото за да ги обавиме тие обврски. Така, и како сега ние би можеле да се ослободиме од тој стрес или треба да го намали? Што треба да направиме со тој стрес? Треба прво да научиме правилно да дишаме. Значи, јас со дишење можам да без стрес да бидам. Може. Кај го научи ти тоа сега? Јас тоа го научив на семинар, на Art of Living Happiness семинарот, така да можете и вие. Добро, има некој доаѓа гуру нешто, некој ти покаже, диши на нос. Баш така, ни доаѓа гуру, наредна недела од 12 до 14 мај, така да сите заинтересирани можат да повелат. Тука кај нас доаѓа. Тука кај нас И што ќе доаѓа. правите, ќе дишите сите заедно? Ќе дишаме сите заедно и ќе изучуваме интересни мудрости. Ни доаѓа учител од Индија, светски познат, Свами Ваи Шампајан, што во цела Европа, Свами Ваи Шампајан, тој индиец и ни доаѓа директно од Art of Living центарот од Бангалор, интернационалниот центар на фондацијата, така да ќе може да го запознае. Извини, дали ова дишење помага и навечер, да речеме, кога се прават оние работи? Помага за се, за повеќе енергија, помага. Така, за да може да трае. Така. Па, ете, од прилика знаеме сега како да го избегнеме стресот, еве како што можете да видите, Сара воопшто не е под стрес, така да, ете, не ни трзна. Така да не ја задржуваме повеќе Сара, мислам дека треба да продолжи, да оди да вежба, а ние да продолжиме со повеќе стресни прилози.